Здраво на сите, сум CryptoStef и добродојавте во моето видео во кое ќе објаснам за тоа како да препознаете Ponzi шема. Во ова видео ќе објаснам што е Ponzi шема, кои се црвените знамиња во кои треба да препознаете Ponzi шема и моето искуство со нив. Значи, Ponzi шема е уствари комплицирана инвестицијска шема каде што вие давате на некого пари и тој се што прави е ги зема тие пари и ги дава на другиот инвеститор се додека нема други инвеститори. Како да ви кажам, ве подржува да инвестирате повеќе и да донесете други членови, затоа што ако нема други членови, тие нема да прават пари. Затоа и нема да ги исплатат другите членови. Најпознатата Ponzi шема е уствари на Берни Медов, има и филм на HBO, можете да го погледнете и да одлучите како што ќе ги како еден човек кој едноставно 20 години не го препознала СЕЦ, значи Американската агенција за спречување на корупција, мислам дека беше, и на Securities, тоа не го препознала и не ја препознала неговата шема затоа што едноставно бил ептен препознатлив човек и луѓето сметале дека е непобедлив во берзата. Значи, едноставно секоја шема што ветува многу пари со многу малку ризик, тоа е голема, како да речем, голема е шанса дека е Ponzi шема. Еве да видиме како едноставно S&P индексот од 2000 година до сега перформира. Значи гледате како перформирал од 2000 година до сега. Најголемиот на годишно ниво е било во 2008 и после имаше финансовска криза во Америка и цената падна, но генерално 2009 заврши 25%, 2010, значи најголемиот процент што е направен е 36% до 2015 година. Значи генерално секој трговско друштво и инвестицијски фонд има периоди каде што едноставно цената им паѓа. Значи не можете да предвидите дека биткоинот падна од 10.500 на 3.200, а сега се качи пак на 10.000. Такви потези тешко се препознават, особено во криптосветот. Другата работа што треба да препознаете во вакви Ponzi шеми е дека ви ветуваат големи камати со малку ризик и ви дават повеќе пари ако внесете други луѓе. И нешто што се вика affiliates. Но не е проблем affiliates, проблемот е во структурата како тие се прават. Ако вие вложите пари, да речем во инвестицијски фонд, на крајот на годината добивате писмо како и во што инвестирате. Во било кој фонд каде што нема никакви каде инвестирале, не се регистрирани, немаат никаква заштита и немаат никаква регулатива, тие можат да прават што сакат. Особено во криптосветот, ако вие не ги држите парите, особено криптовалутите и клучевите, тие можат кога сакаат да побегнат и без никакви последици. Значи, мене ми се деси да знам таква Ponzi шема во 2017. Во 2017 имаше E-Trader, која што едноставно ветуваше од 20-30% секој месец и на крај кога како се викаше BTC берзата пропадна, тие едноставно побегна, направи некој exit scam во Bullcoin и пријател што го познав, тој познаникот изгуби 5000 евра и после тоа неговиот свет се промени и едноставно тој период кога он бил во таква депресија никој не му помогнал. Значи едноставно он си е крив, он сам си бил свесен, но кога се работи за Ponzi шеми, вие треба да препознаете и да не инвестирате пари. Ако ви викаат дека е 100% сигурно, дека е не знам каде во Русија или било каде, прашете ги во што инвестираат или да ми дадете извештај за вашите тргувања, за вашите инвестиции, каде што се.
Ако не ви дават ништо од тоа, значи генерално е голема шанса за Ponzi шема. Тука имате други работи, значи ако не е нерегистриран инвестицијски фонд и пишува во секој, значи прочитате ги Terms of Service, на секој сајт ги пишува, затоа што после може да ви ги лупнат и да речат па јас ви не ги прочитавте Terms of Service и после тоа може да си побегна со вашите пари и ништо не можете да направите. Значи тоа е се што сакав да кажам за Ponzi шеми, пазете се. Пазете се некој што ви ветува големи камати со мал ризик, да не се случи тат во крипто. Пазете се за едноставно да направите паметна и рационална одлука каде да ги вложувате парите. И се надевам дека овој видео беше доста информативно. Ако имате прашања, слободно коментирајте, лайк, шер, субскрайб и стиснете го лайк копчето за YouTube алгоритмот и се гледаме до наредниот пат. Поздрав!